Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Би сакала да го потенцирам исклучителното значење кое го има денешниот, особено заради денешниот прес, особено заради тоа што ја има можноста со вас да споделам дел од резултатите кои ги постигнавме досега, а се рефлектирани во обвиненијата кои заедно со обезбедените докази имате можност да ги видите пред нас. Специјалното јавно обвинителство кое од почеток па до денес доследно го почитува начелото на транспарентност, од истото нема да отстапи ниту денес од причини што се работи за јавниот интерес, кој представува еден од највисоките цели. Па несомнено сметам дека имаме обврска вас, присутните представници на медиумите и на целокупната јавност да ја возможиме увид во она што представува видлива потврда на работата на ова јавно обвинителство. Иако на јавноста е добро познато дека законот со кој беше формирано специјалното јавно обвинителство беше донесет на 15 септември 2015 година, ова јавно обвинителство фактички работи само 10 месеци. Од тука, денешните обвиненија се резултат на истрајноста на мојот тим на обвинители, зад мене и целокупниот тим на специјалното јавно обвинителство, кој не штедејќи се во целиот изминат период, безкомпромисно се даде себе си во напорите за создавање на неопходните услови за владење на правото и обезбедување на еднаквоста на граѓаните на Република Македонија пред Уставот и законите. И затоа им благодарам за заложбата, посветеноста и истрајноста. Уште повеќе им благодарам на граѓаните на Република Македонија за довербата која ми ја дадоа мене и на мојот тим, како и за независноста, професионалноста и кредибилитетот кој ги препознаа во оваа институција. На сите ви е добро познат проблемот кој го создава членот 22 од Законот за специјално јавно обвинителство, а на кој јас во континуитет укажував. Сепак, и покрај тоа што не се направија обиди за изнаоѓање на соодветно законско решение, со кое би се овозможило услови ова јавно обвинителство да има законски рокови во кои ќе постапува во согласно со Законот за кривична постапка, ние сепак до денес успеавме да ги поднесеме сите обвиненија за кои сметавме дека се обезбедени цврсти докази, што во бројка представува 17 обвиненија за 18 предмети против вкупно 94 физички и 7 правни лица. При тоа, на сериозноста и обемноста на превземените дејствија во овие предмети евидентно упатува и фактот што се работи за сериозни злоупотреби на институционалните капацитети, како од страна на поединци, така и од страна на организирани групи, злоупотреба на службена положба и овластување, но и злоупотреби на законските постапки за јавни набавки. И покрај неопходноста од постојање на соодветен временски период за истражување и превземање на потребните дејствија за докажување на ваков вид на кривични дела, резултатите од 10-месечната работа се рефлектирани пред вас и се состојат во прибавување на вистина обемна документација и доказен материјал, опсежни и сеопфатни материјални докази, употреба на меѓународна правна помош во предметите, како и обезбедување на неопходните вештачења. Сето погоре наведено несомнено укажува на оправданоста на обвиненијата за чие докажување ние цврсто ќе застанеме пред судот. Она што исто така би сакала да ја информирам јавноста, а сметам дека е од интерес на граѓаните на Република Македонија, е предметот познат под името Талир, кој го истражува начинот на како незаконски се финансирала една политичка партија во Република Македонија, а која истрага ќе продолжи и во престојниот период. За предметот Талир, истражната постапка беше отворена пред нешто повеќе од 1 месец. Во рамки на предистражната и истражната постапка, како што веќе детално ја информиравме јавноста, беа превземени огромен број на дејствија во подкрепа на основаното сомнение за сторени кривични дела.
Сепак, временските рокови кои ни беа ставени на располагање не дозволија превземање на истражни дејства како резултат на кои истражната постапка би можела да заврши. Покрај тоа, сериозноста, обемноста и сложеноста на предметот кој се истражува, како и незаконските действија за кои постои основано сомневање дека се сторени се уште постојат и упатуваат на потребата на натамошно спроведување на истрагата, за која по превземење на сите неопходни действија ќе биде донесена соодветна јавна обвинителска одлука за која јавноста ќе биде информирана. Несомнено дека поднесувањето на овие обвиненија и работата која сработивме до ден денес представува само еден чекор поблиско до исполнување на мандатот кој му е доделен на специјалното јавно обвинителство во интерес на граѓаните на Република Македонија. Јас и мојот тим сме цврсто убедени дека со соодветните судски постапки ќе докажеме дека обвинетите ги имаат сторено кривичните дела кои им се ставаат на товар со поднесените обвиненија. Во оваа прилика сакам да ја уверам јавноста дека денешниот ден, ниту 30 јуни, ниту 1 јули, не менува ништо во фактот што ова јавно обвинителство, како професионална и независна институција, има капацитет и ќе продолжи преку независни и темелни истраги за кривичните дела за кои е надлежно, во соодветни законски постапки да обезбеди остварување на кривичната правда и да создаде гаранции дека сторителите на кривични дела нема да останат неказнети. Во оваа прилика, исто сакам да уште еднаш да се заблагодарам на моите колеги кои во изминатиот период на 2 месеци помалку беа дома отколку на работа и би сакала заедно со мене да им дадеме еден аплауз, бидејќи стварно и тие без мене, али и јас без нив не би можеле да завршиме оваа работа. Затоа им благодарам. Истото тоа се однесува и на институциите, секам во оваа прилика сакам да се заблагодарам на институциите кои во изминатиот период истрајно работеа, заедно со нас соработуваа. Најповеќе тоа е Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда и Министерството за финансии. Во оваа прилика исто би сакала да знаете дека бидејќи да не бидеме само екзактно да ги изјавуваме, да ги презентираме нашите предмети, постои PowerPoint презентација која во моментот кога ќе напуштите јавното обвинителство ќе ви биде дадена на сите и ќе биде истата ставена на веб страницата. Друго што би сакала да кажам, веднаш после пресконференцијата, доколку сте заинтересирани како медиуми, можете да го следите и самото пренесување на материјалите со предметите во судот. Значи, денеска и утре, во текот на овие 2 дена, континуирано ќе се носат предметите во судот, согласно начинот како што сме се договориле ние обвинителите. Доколку имате прашања, денеска јас ќе одговарам на вашите прашања, повеќе би сакала да се задржиме на тековната работа. Членот 22 веќе е толку експлоатиран, не би сакала и немам што повеќе да кажам. Се надевам дека експертите во Република Македонија, професорите и политичките фактори дека ќе ја уведат потребата од постоење на вакво специјално јавно обвинителство кое првично се бори против сторителите на кривични дела, а се надевам дека во идниот период ќе му се додели задачата да се занимава со откривање на висока корупција која е сторена од страна на одредени лица или функционери, односно функционери од Република Македонија. Благодарам, јас имав толку да ви кажам, повелете со прашања. Гордана Дувњак Макфакс, имам за вас 2 прашања. Прво, можете ли да ни кажете за кои предмети е покренато обвинение од овие 17 што ги кажувате? Дали има предмети
за кој што сте се откажале од кривично гонење. Да. И уште едно прашање, можете ли да ни ги објасните процедуралните пречки за да не се покрене во овој момент обвинение за Талир? За Талир? За Талир нема процедурални пречки да се покрене обвинението, ќе почнеме од позади, бидејќи многу е мал периодот за во кој го истражуваме овој период. Логично е, некој што водел незаконска кампања во изминатите 8 години, не може некој за еден месец да ги истражи сите действија кои треба да им се стават на товар на обвинетите. Од друга страна, постојат законски обврски кои мораме да ги почитуваме во однос на законот, во однос на предметот Талир. Потоа, предметот Талир треба да оди и од кога ќе се истражат сите действија, од кога ќе се приберат сите материјални докази, треба да се извршат одредени вештачења од независни вештаци кои би допринеле за утврдување на фактичката состојба. Тоа е тоа што можам да кажам за Талир. Сите предмети други се против сите кои отворени истраги поднесено обвинение, освен за Талир и предметот Табла. Тој остана, бидејќи го прошириме во однос на за истрагата во поглед на одредени други лица, и затоа не е завршен истиот. Тој исто така, кога ќе го завршиме, ќе ве известиме и ќе објавиме јавно обвинителската одлука. Другите предмети се во обвинение и важно е да се каже дека споени се во оваа фаза, бидејќи како што реков 18 предмети во 17 обвиненија, предметот Таргет и Тврдина се споени во едно. За кои лица е откажано гонење, исто имате и за кој е запрена истрагата, ги имате сите податоци во самата PowerPoint презентација. Зашто сите предмети почнуваат со буквата Т? Буквата Т се наметна самата по себе и уште ќе нашите предмети и понатаму ќе се викаат на буквата Т, инаку нема некоја посебна причина. А што ќе биде со екипата? Со која екипа? Со вашата екипа? Па согласно закон за специјално јавно обвинителство за гони на кривични дела кои произлегуваат и се поврзани со незаконското прислушкување. Обвинителите се тука додека и трае мојот мандат, така да исто остануваат во тимот заедно со мене. Може 17 обвиненија со Да, од 18 предмети, да, истраги. Со се овие 3 до сега што се плюс 14 или нови? Нови, овие се нови, денеска што ќе се носат. Вкупната бројка, освен на транспортер и двете обвиненија што се веќе во суд, значи 20. И 2 останати. Дали во било кој од овие предмети користите или предлагате заштитен сведок и каква е гаранцијата на сведоците дека во постапките понатаму ќе се јавуваат? Процесот трае. Секој може и во оваа фаза на поднесување на обвинение да се јави во специјалното јавно обвинителство, да даде исказ. Согласно исказите ќе одлучиме дали ќе биде загрозен, заштитен или ќе се одлучиме за заштитен доколку се донесат измените во собранието за Законот за заштитени сведоци. Загрозени сведоци имаме уште во предметот кој е доставен до судот во однос на шамарите за центар, тоа како што е јавно во јавноста назначен. Други имаме одредени случаеви каде што има загрозени сведоци, но тоа сето останува да судот го оцени во текот на периодот што доаѓа. Фериган Илјази од телевизија Шења. Да? Тука, у средина. Прво за Табла, како ќе се прошири истрагата? Дали некои други функционери ќе бидат вклучени во истрагата? Да. Високи За повеќе функционери? функционери, високи функционери и мора да се испита се. Веќе се работи на тоа.
Уште за Монструм. Имавте доволно време за Монструм, барем објективно ако така гледаме. Дали мислите дека потврливте во очекувањата, а не ги исполнивте очекувањата на граѓаните албанци, кој што им беше главен случајот Монструм? Се надевам дека во идниот период Советот на јавни обвинители, до кој е доставено барање, не само за Монструм, и да други предмети, дека ќе ги остават во специјалното јавно обвинителство, за да се произнесеме во однос на тоа дали сме надлежни или не за тие предмети. Јасен е законот во тој дел, дека во рок од 8 дена од превземањето на предметот, јас одлучувам дали сум надлежна за предметот или не. Не значи тоа дека сите предмети во некоја фаза те се разгледуваат, но дали има импликации да го земеме во наша надлежност или не, се уште заради несоработката, ние не сме можеле да продолжиме со некои действија кои се во наша надлежност. Мислам дека има многу предмети што може би требало да бидат отворени во овој период, но не се отворени. Како да ви кажам, значи, како ќе се одвива самата ритмот на ова обвинителство, јас одлучувам. Јас не одлучив и да го отворам и Скопје 2014. И тоа е многу голем предмет. И Скопје 2014. Таму се загрозени правата на сите граѓани на Република Македонија. Така да има многу предмети и многу индиции за сторени кривични дела во самите прислушкувани разговори. Нашата работа трае. Ова, како што и реков, 1 јули за нас ништо не значи. Мандатот на ова обвинителство е 5 години. Ние уште 3 години ќе работиме на отварање на нови предистражни и истражни предмети, што понатаму со нив. Ќе се договараме со институциите на Република Македонија, доколку не се најде начин да нашиот мандат биде продолжен или, како што веќе еднаш реков и многу пати, да се укине членот 22 од нашиот закон. Обвинителке, јас имам прашање за вас. Веќе ми го одговоривте првото, сакав да ве прашам што со останатите 45%, мислам дека остана од 55 од разговорите кои што допрва треба ова обвинителство да ги преслуша. И имам уште едно кратко прашање. Во јавноста изминатиот период се појавија некои документи за наводни истражни постапки против високи функционери на Демократската унија за интеграција. Дали се водела против нив истражна постапка и доколку не е вистина, не се веродостојни документите, дали ќе отворите истрага за наводен фалсификат? Бидејќи таму има и ваш потпис и печат на оваа институција. Да, секој може да се ги да се става кај што сака Ние имаме пратено во јавноста 1.000.000 барања. Секој може да ги сценира мојот потпис или не. Истрага немаме отворено за високи функционери на ДУИ, како што беше пишувано. Сега за сега. Ние покрај, да бидам јасна околу разговорите, 45% кои се преслушани, не се сите анализирани. Дел од нив се анализирани и врз основа на тоа што сме го испитале се водат други предистражни постапки, освен овие обвиненија и истраги кои сме ги отвориле. Тоа значи дека покрај 45% плюс и другите 55% се предмет на обработка се уште во ова јавно обвинителство. Ние не одиме на варијантата да ги преслушаме разговорите. Ние одиме на варијантата да откриеме дали има во тие разговори индиции за сторен криминал. Благодарам. Обвинителке, што се случи со доказите од Телеком за останатиот дел преслушувани разговори? Благодарам што ме подсетивте и тој предмет е уште во предистражна постапка, не е затворен, се уште ќе бараме од страна на Советот на јавни обвинители, од Републичкото јавно обвинителство да ни биде доставен. Тоа ќе се случи во периодот што предстои. И ако вие ги добиете тие материјали, дали добивате, значи ги заведувате дека ги добивате и добивате 18 Не, тоа не. Ова е 18 месеци да расчистим. 18 месеци за сите материјали што сте доставени од страна на опозицијата.
Тоа е несрекно решение во законот. Ние се потрудивме да во овој период од кој постоиме да се покажеме како една кредибилна и професионална институција која работи професионално и настапува така, врз основа на докази. Се надевам дека тоа несрекно решение со кога ќе ни бидат материјалите што не е протолкувано, во идниот период кој следи ќе се надмине и ние ќе продолжиме со нашата работа како и досега. А верувајте дека немаме малку работа, имаме многу работа. Обвинителки од 15 јули практично почнува судската ферија. Што очекувате понатаму од септември кога практично ќе се процесираат сите овие обвинени, обструкција или соработка? Грешка сте дека ќе се процесираат после септември. Овие сите треба да одат предмети во хитна постапка. Што значи дека сите имаат мерки, притвори сите, треба уште веднаш судот да почне во рок од 24 часа да решава по нив. Има и притвори, да, еве тука све е напишано, не би сакала да имате све Значи, има на презентацијата, да. За сите лица во сите предмети? Тоа може, мислам има таква каде човекот тука? Да, ќе ги земете, да. Сега моментално не знам бидејќи до утрово се работеше на нив, на предметите, скупната презентацијата денес е спремена. За вас подобро и полесно да ви биде. Не за нас, ние знаеме, али вкупниот број не значи ништо за нас. Ниту имињата, напротив, само доказите кои се прибрани во предметите. Тоа е најважно за нас. Господја Јанева, рековте дека предметите тврдина и таргет сте ги споделе во еден предмет. Која е причината и може ли кажете за случајот Титаник, колку има обвинети и дали бидејќи имаше неколку проширувања во таа истрага? Има и проширување. И за ова претходниот одговор, дали има барање за притвор или за други мерки за лица кои се председатели на политичка партија? Има све и тоа ви е содржано во PowerPoint презентацијата која ќе ви биде дадена. За председател на политичка партија? Има, да. Барање за притвор? Да. А за овие другите два предмети? Тврдина и таргет? Да, тврдина и таа е наша одлука, тоа е во секој случај начин на постапување согласно законот. Можеме во секое време да се откажеме од гонење за некое лице, да прошириме за кривично дело за исто лице. Тие се одлуки во рамките на Закон за кривична постапка и во однос на доказите кои ги прибираме. Тоа е нормална работа. Доколку немате повеќе прашања, благодарам на вниманието, ви стоиме на располагање и понатаму. Пријатно!